Судскиот совет нема никаков кредибилитет во овој состав и членовите треба да бидат разрешени, но на законит и јавен начин. Сигурно дека како влада нема да работиме ништо што е спротивно на законот и спротивно на уставот. Се разбира, било кој процес кој што е спротивен на закон и устав, немаме намера да го водиме, па така ни овој, но не би се согласил врз основа на оние мислења кои што јас ги имам исто така од експерти од оваа област и од уставните експерти, дека ова е противзаконски и противуставно начинот на кој што е потребно да се побара одговорност. Граѓаните и јавноста ова тело го оценуваат со најниска оценка и доверба од само 2%. Ако ние мислиме да им угодиме на овие луѓе и да останат уште подолго таму и уште подлабоко да тонеме во политичкото мочуриште, заглавени во сето она кое што го направи изминатиот период, затоа што имаме неколку кумина кои што не постоја до сега и сега наедно се вознемирени и се појавуваат на површина, таква намера немаме да правиме. Дел од јавноста на разрешувањето гледа како на упат. А да ќе се појавуваат таков тип на така наречени експерти кои што ќе толкуваат вака или ќе толкуваат така. Но едно е јасно, а тоа го кажуваат граѓаните недвосмислено, дека овие луѓе со доверба од 2% не ја заслужуваат повеќе платата која ја земат.